И здраво, момци и девойки, дечица, добър ден, свещено Мануто. Аз съм Кристиан. Днес, момци и девойки, дечица, ќе снимаме без влакна на езикот. Буквално тук имам намиреници, што ќе ги изкористаме за да го снимам видеото. Ќе ви кажам што намиреници имам и ќе да го започнем видеото. Значи, видео инспиратива реално не е моя и сега знам дека многу коментари ќе ми пишат дека го копираш Марио. Да, го копирам Марио, бидејќи не ми текнува друга идеја за видео. Ali нема да биде баш као неговото видео да зборам на различни теми, тогаш ќе зборам општо на теми што се кај нас во Македонија. И ќе ви покажам се што имам тука и тоа е тоа. Ќе прво вака, да земам камерата. Прво имаме тука мелени биксвити со крем. Имаме пуганки. Имаме млеко. Имаме малку мед. Имаме една чаша Нескафе, само Нескафето не знам кај го оставив. И ќе ми банеше телефонот, браво Кико. Те понапред да не ми тресна телефона на бетон. Окей, сега Нескаф. Нескафето ти кај го остави? Пред очите, окей. Леле, Кико, колку си само заврен, не по очи ти извади. Епа вака. Прво нешто зашто ќе зборам во видео ќе биде за онлайн предавање. И колку лошо влие онлайн предавањето врз нас децата. Па 29% кога гледаме реално, сите препишуваме и не учиме вистински. Чај со мед. И ова онлайн предавање се што ни го даваат професорите, не знам вие која година сте, дали сте прва, дали сте основна, не е битно. И ова што ни го прават на нас, наставниците, значи форсираат, учете. Добре ќе учиме, а и веќе се распуштивме. Тоест, па да, распуштени сме скоро. И тоа онлайн предавање што ни беше толку многу ни го всадија во глава, што ние немавме време да искочиме надворите, на полјанка немавме време надвор, едноставно немавме време и како да пашетаме, да бидеме слободни, да видиме жив свет, да видиме планини, сонце, небо, земја, све да видиме. Али како што беше и карантинот, и полицискиот час, и онлайн предавањето, на овие три теми ќе зборам. Полицискиот час, онлайн предавање и коронавирус. Знам дека можеби ќе се случи нешто сјебано во видео, али нема везе. Значи, што е работа сега со полицискиот час? Работа со полицискиот час е дека колку повеќе не држат дома затворени, толку повеќе ни стават стрес, депресија, напор. Значи, нема логика да има полициски час кога сме во карантин. Бидејќи во карантин сме, не смееме да мраднеме дома. Тоа смееме до продавница, до ваму, до таму. Али јас дека живеам сега во центар, не баш во центар, во аеродром живеам. И не знам како да ви јаснам, полициски час, не знам дали има уште, ќе пробам после на интернет, да не ве лажам. Но се надевам дека ќе пак, се надеваме дека нема да има полициски час, дека ова коронавирусот ќе се отиде од Македонија и од светот за секогаш и дека нема да се врати повторно, се надеваме. Друго нешто, што сакам да збораме вака лично до сите. Ако сте дома, ако не ве пуштат да искачате, или ако сакате да искачате, искачете. Али искачете за заштитени со маска, со ракавици, со гелче за раце, со заштитна, носете заштитна опрема со себе, бидејќи сега сме во динамично време што не знаеме што може да се случи. Динамично време, да има коронавирус, да има полициски час, да има војни, да умираат луѓе, значи динамично време, не се знае што може да се случи. Многу е лошо кога во вакво динамично време
доаѓаат проблеми што не треба да ги има. Значи, наместо сега да биде убав светот, да биде се под конец, да биде најнобрален свет, да нема војни, да нема болести. Пошто знаете ли што ми текна сега моментов? Само да излочам, па ќе кажам. Битна тема е. Работаме дека поздрав до човекот. Точно. Поздрав до човекот, нема да кажем кој е, бидејќи 100% ќе види видеото. Ќе се понеде во него, бидејќи он ми даваше совети, ме тешеше во тешки денови. И поздрав до тебе, еве анонимен поздрав до тебе, братче. Знае нека многу те сакам. Нека те сметам како најблизок човек. Бидејќи тој човек рече во динамично време тешко да се живее. И како креативноста треба да си ја покажеме дали преку песна, дали преку облека, дали преку книга, дали преку, не знам, преку трудот на нашите раце, преку трудот на нашите нозе. Бидејќи, како што каже тој, креативност не е да измислиш Калашников. Лукавост е да измислиш Калашников, а креативност е да измислиш убава љубовна песна. Знам дека малку искомплицирав, но ќе свати. Така да, не знам што да ви кажам. Еве за коронавирус ќе правам ловет. Короната е вирус кој после недела дена, да, така нешто недела две, ќе покаже ефекти како покачена температура, сува кашлица, болка при спиење, болка при ова, болка при тоа. Знаете зашто зборам? За што владе низ целиот свет овој гнасен вирус. Добро, некој одлучил да не го прати, вака да не грешим, но се си има своје време и се си има динамика. Денес си врв, утре си дно. И во ова видео знам дека е лошо што ви зборим што јадам, или немам друго што да ви снимам. Али едно нешто знам, дека сите треба заеднички да се сплотиме и да го победиме овој непријател кој ни дојде и да се држиме цврсто како шампиони и да бидеме сплотени, а не да бидеме оддалечени. И моментално саатот го фаќа 5:10, а видеото ќе искачи на 7, така да имам уште некој пола саат да направам тамнел, да го едитирам или пак, или може би нема ни да го едитирам. И тоа е тоа, иначе не знам што друго да ви кажам. Бидете ми поздравени, имајте убав ден, ви благодарам за патно. Дали се заблагодарам за целосната поддршка од 5000 прегледи и скоро 100 и колку сме сега? 139 сабскрајбери. Благодарам за 139 сабскрајбери и за 5000 прегледи. Ние сме фамилија на Стане. Да назреме со чај, бидејќи немаме алкохол, а и малолетен сум за алкохол. Така да благодарам за целосната поддршка, а ние ќе се видиме во наредното видео утре. Ве сака на Станата момче. Љубиве брат.